Представници од Сдруженијето на инвалиди од НАТО мировните мисии на Република Северна Македонија, Верба и Надеж од Куманово, денеска во Тетово на пресконференција ја презентираа целта и залагањата на нивното здружение. Според нивните досегашни информации, во нашата држава речиси 13.000 граѓани кои се вратиле од НАТО мировните мисии се инвалиди, од кои околу 2000 се од Тетово. Здруженијето активно веќе 3 години работи во областа на заштитата на човековите права, изготвување и имплементација на закон за инвалиди од НАТО мировните мисии, ресоциализација и реинтеграција на инвалидите во општеството. Ретко имаме прилика за да ги покажеме нашите заложби и барања и да ги изнесеме во јавност. Оваа пресконференција токму тука во Тетово и еден од начините јавноста да ја запознаеме со секојдневните проблеми со кои што се соочуваме како инвалиди од НАТО мировни мисии. Во нашето секојдневно работење утврдивме дека станува за збор за многу голема бројка, тоа се околу 13.000 цивилни инвалиди, кои што према некои наши сознанија околу 2000 се баш во Тетово, 1000 повеќе од 1000 во Скопје и околу 10.000 во Куманово. Сдруженијето Верба и Надеж има поднесено барање за формирање анкетна комисија за регулирање на правата и статусот на цивилните инвалиди од НАТО мировните мисии. Предмет на барањето за формирање на анкетна комисија заради регулирање на правата и статусот на поголема група граѓани, т.е. цивилни инвалиди од НАТО мировни мисии. И со тоа, целта на анкетната комисија би била воспоставување на нова категорија на граѓани, под 1, изготвување и имплементирање на закон за инвалиди од НАТО мировни мисии, под 3, изготвување на регистар на НАТО диагнози, под 4, формирање на лекарска комисија за утврдување на инвалидност кај цивилни лица од НАТО мировни мисии и под 5, остварување на право на инвалидска пензија од НАТО мировни мисии. Според сознанијата на Сдруженијето пак речиси сите повратници од НАТО воените мисии се соочуваат со некој здравствен проблем, меѓу кои најприсутен кај ваквите лица е токму посттрауматското стресно растројство. За прв пат како диагноза ја издвојува Американската здравствена организација во 1980 година. Иначе, PTSD-то датира, да кажеме, првите почетоци од концентрационите логори. Подоцна војната од Виетнам, сведоци сме дека имавме војна и во бившите југословенски држави, т.е. во Хрватска и Босна и Херцеговина, но она што нас директно не засега е повратниците од Авганистан и Ирак, што всушност и се занимава нашето здружение, односно пружање психосоцијална помош и поддршка како и нивна ресоциализација. Посттравматското стрес растројство представува реакција на краток или долготраен стрес. Стресот е предизвикан од стресови кои најчесто доаѓаат од надворешни фактори, кои можат да бидат од елементарна природа или пак можат да бидат од човечки фактор. Научно е докажано дека оние кои доаѓаат од човечки фактор предизвикуваат повисок стадиум на PTSD, бидејќи нели ние сме луѓе, па повеќе не допира кога тоа доаѓа од луѓе, нели, а не од некоја елементарна непогода. Инаку Сдруженијето Верба и Надеж со своја канцеларија во Куманово работи од 2019 година, а истата била отворена поради фактот што Куманово има најголем број на граѓани кои биле цивилна поддршка на НАТО мировните мисии во воените зони.